читам вакви теми, инстинктивно ми доаѓа да ги изрецитирам сите активности што ги имам правено од 6 оделение па навака. Но верувам дека имам напишано премногу автобиографии и поминато премногу интервјуа за сето тоа да биде искрено. Затоа одлучив овој пат да покажам која сум јас преку начинот на кој што стигнав да бидам јас. Верувам дека сите ние во некој скришна ќоша дома чуваме некоја кутија полна со предмети кои едноставно немаме срце да ги фрлиме. Мојата полна со работи што ме потсеќаат на најинтересните, најмилите па и најтешките моменти. Например, ова ѓаволско топче ме потсеќа на сите буделиштини што јас и брат ми ги имаме правено како мали. Уште верувавме дека ако допре вода ќе ја изгуби бојата и ќе стане отровно, па многу го пазевме. Овој неимтак го направи мајка ми за мојот прв ден во школа. Бев многу исплашена, ама после од прилика едно 7-8 години се навикнав. Почна многу да ме интересира се околу мене. Не се сеќавам од каде, ама го добив овој компас и го носев на секаде. Од толку играње му ги изместив стрелките и многу ми беше жалко повеќе не беше точен. Во меѓувреме многу се заинтересирав за музика. Свирев, пеев и компонирав кога, каде и на што ќе најдев. Инсистирав да ги имам текстовите на сите песни од Тоша, уште кога не можевме едноставно да ги изгугламе. Почна тоа да ми надпревари. Едно време беше модерно да се собираат стикери. Па почнав и јас да собирам. Но не ми беше многу интересно, па почнав да собирам и препарирам детелинки со 4 листа. Чудно дете сум била. Еднаш па ме фати мерек да правам накид. Парчињата што сама ги правев ми беа најубави и со гордост си ги носев. Може да се каже дека таков мерак тешко поминува. Голема желба ми беше да водам дневник. Всушност, постојат докази кои укажуваат на мои примитивни обиди, кои датираат уште од 2007 година. Летото после 7 оделение конечно успеав да останам решителна и да пишам секој ден цели 3 месеци. Многу се гордеам за тоа. Сепак, едно од нештата со кои најмногу си имам гордеено во мојот живот е успехот што го постигнав во 8 оделение. Во текот на една година бев на 8 државни надпревари од различни области, на кои освоив неколку први награди и добив 3 стипендии. Имав толку многу работа во текот на еден месец, што си направив календар за да преживам и го залепив таму, на зидот. Од тогаш не можам да функционирам без календар. Ова го добив на првиот ден во средна. Од тогаш животот ми зазеде малку по различен тек. Конечно се соочив со поголеми академски предизвици на самите часови. Почнав да дебатирам и додам на турнири, се посветив на волонтирање. На средината на мојата прва година средно, мајка ми сакаше да посети обука во Јапонија, што траеше 5 месеци. Пред да замине, ме праша дали ќе можам да се снајдам. И ветив дека ќе можам. Всушност си поставав все потешки предизвици. Во текот на неколку месеци, само го изучував материјалот од предметот математика за втора година. Го положив финалниот испит и бев ставена во класот по математика за трета. Како што мајка ми вели, борбата е тешка, ама ќе победиме. Од тогаш патував на многу места, по многу различни поводи. Од надпревари по Букурешт, Истанбул, Сараево, до летни школи во Македонија, Австрија и Германија, па дури и до Бостон и најновиот додаток, конференција во седиштето на Обединети нации. Луѓето кои ги запознав и искуствата кои ги стекнав играат огромна улога во личноста која што сум денес. И како што одамна верувам, се уште, секој ден, во секој поглед, се повеќе и повеќе напредувам.